Добре дојде во студио за Радмила Шеќеринска, подпредседател на СДСМ. Договорот е веќе на маса, нема потписи, иако имаше шпекулации во медиумите дека стојат потписи на пржино 2, така се нарекува овој договор. ВМРО ДПМН одбиваше уште во текот на преговорите да се става потпис. Тоа создаде кај нас малку резерви, дека практично уште од сега ставаат резерва за исполнување на договореното. Ние сме виделе во минатото и кога ќе потпишат, тоа многу не ги обврзува, тек без потпис, но обврските се јавни и јасни. Да. И ако некој одлучи да ги крши, тоа ќе биде многу видливо. Добро. Но проблемот останува. Личи на бледа копија, тоа се коментарите и критиките, на бледа копија на пржино 1 и се разбира на извештајот на Прибе. Инсистирате ли и вие како СДСМ и странскиот фактор, па дури и ВМРО, ДПМН да се оди на избори по секоја цена? Не. Не можам да кажувам за ВМРО ДПМН. Добро. Можам да го кажам нашиот став, кој што го повторуваме од минатата година, досадни станавме. Кажавме час поскоро избори, но тие мора да бидат фери демократски. Едното без другото нема да ја реши кризата, само ќе ја продлабочи. Но фери демократски, заради тоа ве прашувам. Да. Фери демократски подразбира оние услови, оние реформи, кои не се на маса во моментов, а за кои претходно беше договорено. Одвојување држава, партија, медиумски реформи, исчистен избирачки список, се не е до крај решено. Значи, и медиумските реформи, и чистењето на избирачкиот список од почетокот, уште од јануари, кажавме дека се услови без кои не се може. Да. И ние сакаме, би сакале, да можевме да се свртиме назад на последната година и да кажеме дека она што излезе како дел од препораките на Прибе, владата на ВМРО ДПМН и ДУИ барем еден дел го спровела. Ние мора да се соочиме со реалноста. Реалноста е дека се додека нема избори, ВМРО ДПМН и ДУИ имаат мнозинство во собранието. Да. А тоа е тоа мнозинство кое треба да дава зелено светло за реформите. Добри, практично. Ако сакавме Сака да кажете дека не сте моćни доволно? Не, сакам да кажам дека е чудно и можеби нереално да се очекува дека од луѓето кои не доведоа до криза, дека сега ќе бидат главното решение на кризата. Да, во ред. И затоа тој голем пакет на реформи, ако си го поставиме како услов, пазете, извештајот на Прибе има реформи во правосудство, во администрација, сегдека. Да. Имате реформа во безбедносните сили. Да се исполни. Ќе имаме избори 2020 година и се во ова што до сега се случува ќе избледи во сеќавањето. Вреди ли такви компромиси да се прават? Заради ве прашам, заради медиумските реформи, пропагандата ќе остане на сила, особено што ЗНМ изјави нема да учествува во партиски консултации. Ајде да ве прашам, ние како партија го кажавме нашиот став. ЗНМ, неколку други медиумски организации на почетокот на годината застанаа целосно зад пакетот кој што беше преговаран помеѓу 4 партии и ЕУ медијаторот Питер Ван Хут. Да. Кога тие тоа го направија, кога застанаа за таквиот предлог, пратениците на СДСМ, тоест на опозицијата, беа оние кои што го предложија тој пакет во собранието. Немаме мнозинство во собранието и беше одбиен. Ајде да земеме алтернатива. Нема договор. Овој кој што беше постигнат вчера. Ќе има медиумски реформи? Не. Само ВМРО ДПМН и ДУИ ќе продолжат да владеат без проблеми или без притисок за реформи уште 2 години. Да. Добро, сака да кажете. Станавме, ние моравме да се соочиме. Мора да се оди на избори. Не, мора да без се оглед на тоа какви реформи има. Не, мора да се инсистира на условите за да изборите бидат фери демократски. Сето останато ќе биде тешка задача која мора да ја заврши следната влада, која што мора да има и легитимитет и мора да даде поддршка на вистинските реформи. Значи одите со какви такви реформи? Не, одиме со реформите за кои што зборувавме од јануари. Дел од јавноста тогаш ни велеше ајде сега само барате причини да не одите на избори. Се сеќавате? Ние нашата позиција од претходната година не сме ја промениле. Дека има многу работи што треба да се променат во Македонија, ама да 2 работи мора да се случат пред изборите. Медиумска реформа и прочистување на избирачкиот список. И сега се сконцентриравме на нив. Граѓаните лоши решенија се, тоа знаете, околу медиумските реформи. Ја сега медиумските реформи не го решаваат проблемот на
медиумските слободи во Македонија, се согласувам, но нудат шанса за по-професионално и објективно однесување на медиумите во периодот до изборите. Но ЗНМ токму тоа ви говори. Да. Дека нема шанса да бидат професионални. Погледнете го ад коктелото. Ајде да ве прашам, дали ЗНМ или вие Заради сметате... тоа што ќе биде партизирано. Не, сега ќе ви кажам. Еве да погледнеме обратно. Не се овие од решенија за медиумски реформи. Да земеме дека од денеска ќе важи законот зад кој застана ЗНМ и ние го предложивме во собранието. Да. Тој пакет сметате дека од утре ќе ни го реши проблемот со пропагандата? Го знам законот, го читавме многу, анализиравме, преговаравме, веќе не... И тој не дава гаранции, таков каков што е, дека од утре во Македонија медиумските слободи ќе се вратат. Па добро, За се треба не и дава време. гаранција ова ад коктело, не дава сакам гаранција да кажам- законот за медиуми. Не, затоа што работите со еден закон или со еден акт, каков и да е тој, дали е закон, дали е подзаконски акт, дали е ад хок тело, преку ноќ во медиумите нема да се решава. Еве околу, Значи, еве сега ќе ви кажам што содржеше, значи законот на предлогот кој што го поддржа за нама, која мислам дека е подобро решение од ова што сега го имаме на маса, предвидуваше дека агенцијата за медиуми ќе се формира по поинаков принцип. Да. Меѓутоа и понатаму ќе останеше принципот дека ако еден медиум непрофесионално, необјективно, тенденциозно, пропагандно ги известува граѓаните, дека ништо нема специјално да му се случи, ќе продолжи, Има можеби, некакви санкции. Санкции има исклучиво само во изборниот период. И Да. предлогот кој што го даваше ЗНМ не предвидуваше санкции за медиумите во надизборниот период. Така што многу е лесно сега да се каже сеопфатна медиумска реформа би била подобра, да. Ама сеопфатната медиумска реформа и таа немаше да значи дека утре ќе уклучиме телевизор и дека наеднаш ќе видиме една плурална, различна Македонија во која што ќе имате прилика да чуете различни Добро, мислења. Борис, сакате да кажете дека нема Ни шанси треба да помине време. било кој закон со овој парламент. Со овој парламент секој обид за реформа ќе биде делумно и обструиран. Она што нам ни е битно е отворено да кажеме и пред ЗНМ, и пред вас, и пред новинарите, и пред граѓаните и јавноста, дека ние нашата политичка волја ја покажавме. Дента кога ќе се смени владата, во првите 100 дена од новиот парламент со мнозинство на СДСМ, ние ќе дадеме целосна поддршка и ќе го усвоиме законот зад кој што Но застанаа во овој момент новинарите. сте немочни. Во овој момент сме опозиција. Добро. И шарените револуционери излегоа со соопштение и прилично критички. Тоа знаете, борбата продолжува, велат тие, доколку не се исполнат условите, но протестираат зашто и граѓанското општество не беше, граѓанскиот сектор не беше вклучен. Тие инсистираат да седат на преговори, да не преговараат, туку само да мониторираат. Тоа беше идејата, иако првичната беше да преговараат. Прво да почнам околу денешниот став. Ја целосно се согласувам. Нашиот став е таков, дека со ВМРО ДПМНЕ и кога ќе потпишат, и кога два пати ќе потпишат, мора човек да биде предпазлив. Зошто? Заради тоа што знаете дека на првата кривина ќе се обидат да го погазат договореното. Значи, апсолутно се согласувам дека не само ние како опозиција, туку и граѓаните будно треба да следат и да видат дали до 31 август овие минимум услови за фер и демократски избори ќе бидат исполнети. Мислам дека е оправдана, фер, коректна и многу сериозна изјавата која што дојде од страна на шарената револуција. Вклученоста на граѓанското општество? Вклученоста или нивното присуство на масата го поддржавме. Да. Еден сме од четворицата на маси. На маса. Еден сме од тие кои што преговараат. И ние тоа го кажавме да го издействувате тоа? Ставот кај најголемиот дел од учесниците, вклучително и дел од представниците на меѓународната заедница, беше дека тоа неповратно ќе го одложи процесот и во принцип бевме прилико. Ја не мислам дека ќе го јас мислам дека тоа можеше да се случи без проблем. Меѓутоа ќе беше искористено како алиби, тоа барем го тврдеа еден дел, од страна на владеачките партии, дека нема волја за политичко решение. Видливо беше од почетокот на овие преговори, дека власта се труди овој меѓупериод да трае колку што е можно подолго. Они си владеат, си имаат влада во која што неограничена им е моќта, си имаат собрание кое што експресно им усвојува закони и во принцип тие би сакале оваа ситуација да трае долго време. Нашата цел беше тоа да не биде така.
целта на најголемиот дел од граѓаните и што излегуваа на улица беше дека не може Македонија вечно да седи во чекалници и да чека некаков спасоносен договор. Целта ни е да ставиме крај на маките. Макар не биле тие фери демократски не, тука не се по согласувам. европски стандарди. Мислам дека оваа година ако нешто покажавме е дека не клапнуваме пред обврската дека мора да има избори, па макар и да биле не фер и не демократски. Два пати под сериозен притисок издржавме и издействувавме Македонија да нема уште едни криминални избори. Ако 6 месеци тоа успеавме да го направиме, зашто сега би се предомислиле? Меѓутоа, целта ни е да дојдеме до фери демократски избори, тоа што а не се половични решенија и сега се согласивте дека немате моќ, јас не зборувам не можете да издействувате одредени потези Ама и фери реформи. демократски избори валјда зависат од медиумската реформа за овие 100 дена. Да. Не зависат од тоа што ќе се случува после. Не. Па сега Говориме значи, ајде да бидеме реални. демократски избори. За фери за демократски самите избори. ЗНМ законот кој што го поддржа во делот на однесување на медиуми и фери демократски избори немаше да значи плюс. Ке беше плюс за медиумската фела. Јас денеска морам да кажам уште еднаш дека жалам што еден од предлозите кој беше на маса и кој што беше многу подобар од сегашното решение беше одбиен од страна на дел од професионалните здруженија. И можам да разберам дека имало аргументи против, но сепак мислам дека тоа ќе беше многу подобро. Еден од предлозите кои ние го поддржавме беше дека медиумскиот етички совет ќе даде 10 кандидати, предлози, професионалци кои што можат да бидат членови на ова тело. На советот? Некоја, затоа што сите здруженија на новинарите на некој начин учествуваат во работата на медиумскиот етички совет. И тешко е да се каже еве не ЗНМ, еве МАН, сите се учесници во тоа тело. Добро, би можело и Македонскиот институт за медиуми, например, да биде вклучен како една водечка институција. И тие, мислам дека предпоставувам дека соработуваат заедно. Тој беше предлогот на маса. Ако почнеме да кажуваме дека може и друг, 100 решенија се, едно треба да профункционира. И жалам што тоа беше одбиено. Што би го отфрлија тоа решение? Тоа не го отфрлија учесниците на преговорите, можеби ВМРО ДПМН ќе го отфрлеше. Туку го отфрли самиот етички совет. И сега знаете како со сила не можете никој да терате да номинира луѓе. Ден денеска убедена сум дека тоа ќе беше подобро решение. Тие луѓе инсистираат на целосни реформи. Тоа знаете и заради тоа и не сакаат да бидат дел од. Ама овдека стои во се треба да одлучиме дали сака граѓанскиот сектор да биде или не сака. Ова беше шанса еден дел од реформите практично да ги префрлиме не на партиска адреса, туку на адреса на професионалците. Но прекраток е рокот, како што рековте. Но замислете да се случеше да завршат изборите и за разлика од сите извештаи во минатото, кои велеа дека Агенцијата за медиуми целосно потврлила, ние све ова го правиме затоа што Агенцијата за медиуми не функционира. Замислете сега да се кажеше еве едно вакво тело, предложено од луѓе од фелата, покажа дека законот може да се спроведува. Јас ви гарантирам дека никој не можеше после тоа да се буни против реформа во која главен фактор ќе беа професионалците и ќе беа оние луѓе од новинарската фила кои што објективно и професионално си ја водат својата задача. Ако земеме така, и специјалното јавно обвинителство е тело кое што го се формира заради тоа што јавното обвинителство не функционира. И ова е таков обид. Паралелна институција, така. Но добро, зошто не сака ЗНМ и останатите организации, медиумски и институции да бидат дел, односно да влезат во тоа адхок тело, ова се барањата, знаете за блупринт документот. Да. Има неколку барања, например да се забрани секакво државно рекламирање, секакво владино, партиско рекламирање дури за време на изборите и така натаму да не ги наредувам сега. Јас мислам дека најголемиот дел од прашањата се упатуваат на погрешна адреса затоа што сме ние тука да одговараме на прашањата. Значи сите позиции кои што ги имаше еве новинарската фела, дали ЗНМ и сите други, официјално не со зборови, со дела ги поддржавме. Го усвоивме законот. Во нашата програма стои дека тој закон ќе го донесеме во 100 дена на владата на СДСМ. Прашањето кое што треба постојано јавноста да си го поставува е дека останатите партии не застанаа зад тоа.
Меѓутоа, не може СДСМ да ги носи одлуките или опозицијата да ги носи одлуките и за другите. Она што ние го превземаме како обврска, е наша обврска заради која целосно Добро, сакате да кажете имаме консензус. Да, не можете сега, да треснете на маса и да кажете дека инсистирате на вакви реформи. И одлично ќе биде. Ќе треснавме на маса тогаш, не мора да трескате на маса, го дадовме законот таму. И ќе речевме дека нема договор. И владата ќе продолжеше да си владее. И проблемот со медиумите ќе продолжеше да трае. Да. Состојбите можеби и ќе се влошуваа. Добро. Бидејќи во меѓувреме владата, гледате, си предлага закон пак и да се официализира рекламирањето и така натаму. Секој изгубен ден за некаква решница на кризата, значи еден ден плюс за ВМРО, ДПМН и ДУИ да продолжат со злоупотребите и да им дадат некоја нова форма. Затоа, мислам дека ќе игравме по нотите на власта, ако седевме и викавме ова или ништо друго. Они ќе кажеа, добро, ништо, еднаш истрпеа критика дека не го прифатија законот. Добро. И ќе стоја на таа позиција. Не само за тој и закон. 2018 ќе речевме, леле, сега мора да има редовни избори. Има услови, нема услови. Тоа не е посакувано сценарио, мислам дека на сите. Добро. Повторно ќе кажам, какви такви избори не сте задоволни до крај со договореното? Јас не се согласувам со вас. Ако ова договорено, значи еве во делот на медиумите отворено кажувам, во делот на избори решението не се разликува во голема мерка од тоа што беше предлог, освен во телото. Добро, околу Агенцијата државното, ќе беше- сега ќе се повторувам, државното рекламирање, партиското рекламирање. Во пакетот кој што беше предложен, сега да бидеме искрени во собранието, не стоеше дека партиите нема да се рекламираат. Не, говорам Нема. сега за блук Ама итните Да. тие се Итните нови, инструменти, нови се, итните да. приоритети се сега нови. Да. И во принцип ние не можеме да очекуваме дека сите ќе застанат за нив. Ние имавме еден минимум, тоа беа прибе препораките, да. дури и препораките на прибе се прилично Па тоа беа предлозите и на Ван Хауте. Не, скромни се предлозите на прибе, најскромни во делот на медиуми, не навлегува премногу. Законот кој што го преговаравме заедно со Питер Ван Хутеп беше малку поамбициозен. Да, и ова беше делот. Не се од ова. Не Овдека се има и од- нови, не се, овдека има и нови не се. елементи во Да. блупринтот од страна на Добро, владата. иако не се исполнат условите, денес беше кажано на брифинг, одите со нови преговори. Не, ако не се исполнат условите за избори, овој договор пропаѓа Да. и тогаш Македонија влегува повторно во нови криза. преговори, и одите на нови преговори? Тоа тешко е денеска да се предвиди дали веќе ќе има капацитет, волја политичка и логика Да. се преговара во ист формат и на ист начин. Различни опции се можни. Јас сум убедена дека тогаш цената која што сите заедно ќе ја плаќаме и критиката која Македонија ќе ја добие ќе биде уште посериозна. И јас се надевам дека тоа сценарио ќе го избегнеме. Мислите за кандидатскиот статус, дека нема веќе да виси на конец? Да, ќе се пресечи и конецот. Да. Не мислам дека е дури и тоа најлошото, иако секој е враќање назад и губење на уште неколку години за Македонија. Меѓутоа, кога влегувате во преговори, опцијата дека можат да не успеат или тоа што е договорено да не се испочитува секогаш постои. Постои, добро. Меѓутоа, Не сте навистина подготвени нема за- алтернатива Пречено на 3, пречено фер 4. и демократски избори. Јас стварно мислам дека нема алтернатива за фер и демократски избори. За се друго можете да направите компромис. Дали нешто ќе се реши денеска или ќе се реши за 5 месеци, ама она што се стандарди за пристојни избори, околу нив покажавме дека не правиме пазар. И навистина сметам дека тоа не треба уште еднаш да го Избирачкиот покажуваме. список тука влегува во тој пакет, дека И тоа тоа ќе бидат пристојни демократски и фер избори со 40.000 луѓе кои висат некако. 210.000 луѓе, 210.000 влеза во внесови во избирачкиот список, ќе бидат на некој начин тестирани. Еден дел ќе се префрлат во списокот посебен, на кој што гласа, да кажам, диаспората или луѓе кои што се известно време во странство. Овој пат на списоците ќе има и фотографии. И тоа ќе им даде шанса на оние кои што се на избирачко место да проверуваат дали навистина тој што гласа и има право да гласа.
Значи, луѓето од Пустец ќе имаат право. Не, луѓето од да Пустец гласаат. еден дел веќе не се Зошто на не би? избирачкиот Добро, список, затоа што сите се исчистени. Не, еден дел кој што нема живеалиште Да, во Македонија, тие веќе не се на избирачкиот список. Оние кои што имаат живеалиште и некои им дали државјанство, како државјани на Македонија имаат право да бидат на избирачкиот список. И поентата е дека оние кои што не беа проблем тие што живеат во странство, дали треба и понатаму да гласаат или не, треба да го имаат правото, ама не смее власта да го има правото некој друг да гласа во нивно име. Добро, или лажни Сега, лични карти со живеалиште и така лажните натаму. лични карти можат да се издадат само на реални личности. Да. Ако се тие лажни, ако ликот не одговара на ликот кој што постои во базата на податоци, ако одговара, тогаш нема да биде лажно? па нема да е тогаш постои тој човек. Ако е добар фалсификат? Не зборувам за фалсификат. Ако е фалсификат, тогаш не може ликот на фалсификуваната лична карта, ако вие дојдете и гласате во мое име, и вашата лична карта го има мојот лик, никој нема да ви даде да гласа. Ама ако вие го имате вашиот лик на личната карта, на избирачкиот список, на моето име ќе стои мојата фотографија и нема да може да гласате во моје име. Сака да кажете дека се е исчистено. Не, ќе видиме што ќе се случи. Ова е пишано на хартија. Луѓето кои добиле живеалишта, кои всушност не престојуваат тие... Не, има разлика. Тие луѓе кои немаат живеалиште и согласно кои тоа не добиле треба... живеалиште, односно лична карта и со тоа и живеалиште. Лажно. Обратно е. Прво, за да се добие лична карта, треба да се добие живеалиште. Еден дел од личните карти беа дадени без да има живеалиште и тие веќе не се. Но има лажно живеалиште. Не, ама тоа е поништено. Да, и затоа се е поништено, тоа е прашам, дали се Тие дел исчистено. ќе треба да се провери дополнително. Ама тоа не е дел затоа што тоа се подразбира, тоа и согласно законот кој немаше живеалиште или кој што имаше добиено лични карти без важечко живеалиште, тоа беше спорно и по старата процедура. Да, во ред, но дали е се исчистено, прашувам. Оние 20-30 луѓе кои живеат во мојот дом или во нечи друг дом, дали тоа е се исчистено? Не, во центар, каде што тие беа без било какви договори за закуп или... Тие, според моите информации, веќе не се на избирачкиот список. Оние кои што во Ресен престојувале и имале документи за живеалиште, ние сега можеме да спориме кој све таму правел злоупотреби. Истрагата има дел од истрагите се и за тоа, тие согласно документите имаат се ги имаат тие документи и тие не може дик да им го спори местото. Меѓутоа се чудам како на еден начин и 40, да не зборувам за 210.000 луѓе, на една стана мачја кашлица. Не се 40.000, според анализите 15.000 луѓе распоредени во 6 изборни единици можат да го сменат изборниот резултат за 12 пратенички места. И сега ако тоа не е доволно, еден пратеник некогаш може да одлучи избори. Еден глас теоретски може. Добро, имаше чувство во јавноста дека некако сте замижале за оние 200.000 или 300.000. Беше јасно дека значи никој во ниеден момент не каже дека 330.000 не постојат. Имаме хаос. Таму се јавија одредени недоследности. Некои се беа, да кажам, логично, не грешка, туку се случуваат такви работи, а некои укажуваа на злоупотреба. Например, од овие 40.000, негдека 18.000 немаат никакви документи во МВР за тоа како дошле до лична карта. Тие 40.000, најголемиот дел од нив, во ниту една друга база на податоци во Македонија не се појавува. Значи, или сте вработен, ако сте невработен, сте во базата на вкрстувањето. Значи, тоа се тие кои што се исфилтрираа на неколку начини. Проблемот, еден од главните, беше злоупотреба на гласачите во странство и некој гласа во нивно име. Меѓутоа, нема да го решите тој проблем ако ги избришете гласачите, туку да ја спречите злоупотребата некој да гласа во нивно име. Затоа беше потребна фотографијата. Да, добро. Добро, ајде околу разните информации кои кружат постојано. Дека има други преговори, се разбира зад затворени врати, и на тие преговори сушност и граѓанското општество не би присуствувало, а може би и вие немате присуствувано, но тоа се информации дека на Груевски му е кажено да замине од лидерската позиција. Било ли добар тој потек? Тоа што не го знам, не сакам ниту да го отфрлам како можност, ниту пак да влезам во сериозна анализа. Тоа си е задача на ВМРО ДПМН да си одлучи кој ќе им ја води партијата. Она што мислам дека е погрешно
ако тргнеме по патот Груевски е проблемот и ништо друго. Не, може би од Груевски почнал проблемот. Меѓутоа Груевски околу себе создал систем на злоупотреба на власта, на корупција и на криминал, кој не завршува со еден Не човек. смета дека тој е главен символ. Тој е символ. И ако Се излезе согласувам. Едно е дека е тој символ. играта, целата пирамида се распаѓа. Тој и неговите најважни луѓе се разбира. Значи тоа не се исти работи. Да. Ако се фокусираме Не Груевски, само Груевски. прво не е само Груевски. Да беше само Груевски, до сега тој механизам, таа жива материја партија или како власт, ќе го изфрлеше тој како диво месо. Напротив, тој бил можеби клетката на рак која што го заразила, се разгранала. Да. И предпоставувам дека имало повеќе такви Да. како него. Да. Значи, или ќе го демонтираме тој систем на злоупотреби, во кој важно место ќе има и демонтажата на Груевски, или ќе останеме тие метастази да живеат и тие само ќе ни создаваат нови проблеми и нови болки. Добро, и Значи, клучно е да се раскринка целата пирамида. Добро, и Клучно е да се види дека за криминалот се одговара. Но пред да секој нека дојдеме знае. до одговарање на криминалот, уште една информација која во вид се разбира на шпекулација, дека е договорено и Груевски да не биде на листата и луѓето кои беа главни актери сушност на бомбите. Добро би било? Добро би било. Јас не би била сигурна дека Не сте тоа биле така ќе... дел од такви преговори, Јас не не сте мислам така, слушнале. такви преговори дека се водат. Добро. Можно е од некои места да стигаат такви пораки до Груевски, но не сум сигурна дека околу тоа се водат преговори. Да, добро. Уште една информација дека во септември ќе биде покренато обвинение против Груевски, сепак, дека во игра се независни, автономни, значи непартизирани, непартиски судии, кои би работеле заедно со СЈ, дури би се одело и со мерка на притвор, можеби. Велам, многу често На страдаме... тој начин би бил исфрлен од игра. Јас мислам дека како јавност Од страдаме избори која велам од игра. од пуштање на информации, Да. кои понекогаш се точни, понекогаш не се точни. Создаваме очекувања, за да потоа создаваме разочараност. Да ги оставиме институциите кои што се за тоа избрани и платени да работат и да не правиме пречки. Добро. Различни начини се создаваат, на различен начин се прават пречки на истрагите и јас сум сигурна дека Сизифови маки ќе има и понатаму. Меѓутоа, не би сакала сега да шпекулираме. Мислам дека сме на погрешен трак ако генерално ние политичарите, па и дел од јавноста, наддава што треба да се случи. Тој што одговарал, тој што направил криминал, треба да одговара. Не треба да има специјален третман, не треба да има ни привилегија. Добро. Тој дел е многу тежок, затоа што ние видовме во изминатиот период на кој начин се делела правдата во Македонија во изминативе години. Строго по партиска математика, по партиски делови. Уште една информација дека Заев ќе се повлече во оној момент кога ќе се повлече и Груевски. Тоа апсолутно не гледам како би се случувало во период во кој ние барем кажуваме, гледам избори во декември. Која би била логиката на такво Не ве нешто? прашувам, само ве прашувам дали нема да бидете вие и Заев на листата на пратеници, можеби. Мислам дека и опозицијава и Македонија страда од пребрзото влегување во кадровски комбинаторики. Ако кадровските комбинаторики се најважното нешто од сегашнава наша ситуација, тогаш сме на крив пат. Ние покажавме во 2014 година колку сметаме дека процесот, дека политичките интереси на Македонија, па и на опозицијата и на демократската јавност се поважни од тоа кој ќе биде на листите. Мислам дека тоа стана јасно, барем во 2014. Во овој парламент не сте. Па Да. во овој парламент не сме за тој беше единствениот парламент кој беше можен во 2014 година. Меѓутоа грешката да се сврти вниманието кон кадровските прашања наместо кон суштинските прашања ни одзема многу енергија. Добро. Иако е многу важно и тоа се дел од информациите дека тоа ќе биде заедничка листа, дека ќе има луѓе и од шарената револуција и на луѓето кои учествуваа всушност во таа револуција, ова име многу значајно. Пораката од
минатата година кога почнавме да се подготвуваме за избори, беше дека ни СДСМ, ниту било кој друг нема право да биде ситен, да калкулира со мандати и да се води од тесно партиски интерес. И ние тоа нема да го направиме. Како што и во 2014, иако беше полесно да одиме сами на избори, изградивме коалиција и сега ќе бидеме заинтересирани блокот кој што се обедини околу промени во Македонија да биде блок кој што ќе им гарантира на граѓаните поинаква политика. И мислам дека граѓаните ќе видат дека СДСМ, се ајде да не зборувам и за другите, СДСМ ќе покаже дека тоа е многу поважно од тоа кој и колку се на листите. Стварно мислам дека не го имаме луксузот сега да се занимаваме со број на пратенички места. И тоа е дел од политиката. Но тоа е многу важно. Важен е влезот на шарените. Дали е добра идеја, заради тоа ве прашувам, иако се изборите далеку и можеби нема се случат во декември, но сепак дали е тоа добра идеја да биде на листата да не пишува СДСМ, да не биде СДСМ, туку да пишува шарени револуционери, можеби. Ова се одлуки кои што прво, мислам дека е лошо денеска да ги дискутираме кога уште не се знае дали условията за избори ќе бидат исполнети. Второ, мислам дека може да испрати лоша порака кон власта, дека колку и они да не го почитуваат ова, на крајот на криштата, како велите вие, какви такви избори ќе се случат, тоа одговорно тврдам дека нема. За тоа нема да се согласиме. И трето, ќе се согласите дека некогаш овие одлуки не е паметно да се споделуваат со политичкиот противник прерано. Има работи кои што и внатре во коалицијата ќе ги дискутираме, ама пораката ќе ја испратиме. Ако бараме и очекуваме, и стварно видовме дека многу граѓани го тргнаа на страна личниот интерес и дури и по цена да платат одредена штета, да претрпат проблем. Живот во оние судери со полицијата. Значи, излегоа не за себе, излегоа за нас, за Македонија. Какво право имаме ние тогаш да излеземе себични и егоцентрични? Значи, го баравме и од македонските граѓани, она што го баравме и претходно од себе. Превзедовме ризик, превзедовме голема одговорност, влеговме без калкулации и покрај многу вакви информации и шпекулации имаше и у претходниот период, какви пазари. Во ниту еден момент не се доведовме во искушение да се пазариме. Сега е моментот кога тоа најмалку би ни требало. И затоа таа порака граѓаните ќе ја видат. И ако не ја видат, ќе се разочараат со право. Значи, ние ќе бидеме заинтересирани сите оние кои што се залагаат за нормална, за Македонија во која нема страф, во која власта се плаши од граѓаните, а не граѓаните од власта, да излеземе и да имаме еден тип на заеднички концепт кој ќе ги охрабри граѓаните. Мислите заедничка листа? Изгледа и јас предпоставувам дека листите не се прават за различни концепти. Треба да имаме заеднички концепт, заедничка цел, лесни се по тоа листите. Не отфрлате како идеја? Ние цело време зборуваме дека ќе ни треба и посакуваме еден широк фронт, кој што ќе имам, велам, заедничка цел. Значи, не се коалициите тука за да удриш и ајде едно место, две места, стварно да не бидат местата. Да земеме обврска точно кои работи во првата година од мандатот ќе се направат. Точно да знаеме. И граѓаните да знаат. И сите да имаат верба дека тоа што е договорено ги надминува партиските интереси. Добро, значи одлична идејата. Да можам да ставам наслов дека одлична идејата граѓаните да бидат на листа на некаква опозиција. Јас не мислам шарените. Еве, да не шпекулирам, има многу граѓани доаѓаат. Тие сите граѓани имаат различни типови на идентитети, некои се и членови на одредени политички партии, договор се разбира со партиската опозиција, но имаме шанса да го продолжиме тоа што заедно го работевме на улиците. Кога, како, зашто, мислам дека сите овие дилеми треба да се затворат тогаш кога ќе се затвори првото прашање. Фер и демократски избори. Добро, јас благодарам што бевте. Не благодарам на поканата.